Ајде. Може. Менде Трајковски, председател на Македонската асоциација на земјоделски задруги. Господине Трајковски, ве денеска овде промовирате еден, да речам, нов проект во кој велите дека еднината е во задругите. Еве ќе почнам вакво прашање. Македонија како дел од Југославија имаше задруги, но ги растури. Сега велите еднината е во задругите. А зошто? Зошто? Бидејќи сите знаеме дека ние сме ситни земјоделци со мали капацитети, со мало производство. Ајде да не нагласувам сега посебно со овие климатските промени последните 90 години, уште кое многу влијае врз земјоделието, уште помали капацитети земјоделците поседуваат. Така да здружувањето, самото здружување во тие земјоделски задруги на некој начин и е зголемен капацитет на тој производ, независно од кој подсектор се работи. Така да и на некој начин посигурни сме или во самите разговори со некој, дали се тоа откупувачи, дали се некој директно во маркети, мислиме дека полесно ќе дојдеме до самиот пласман на тие производи. Ако се обединиме и да бидеме покрупни, зашто сепак со мали количини не се многу интересни. Што е главната новина, односно кој е вашето барање кој го испорачавте до Министерството за земјоделие, кое треба да се инкорпорира во новото законско решение? Па видите, ние имавме некој застој, проблем имавме во склоп на Министерството, односно со постоеше закон за задруги. Па се имаше донесено закон за земјоделски задруги. И тој закон за земјоделски задруги, према него ние функциониравме, имаше еден повик, меѓутоа последниве 2-2,5 години веќе тој се укина и ние лепдевме, немаше никаде, не знаевме каде сме, кај припаѓаме. Македонската асоциација на земјоделски задруги со доаѓањето на министерот Цветан Трипуновски ласката година, уште за време на прославата на меѓународен ден на земјоделски задруги, во Струмица направивме еден состанок, една средба и го потенциравме тој проблем, се со цел што побрзо да се надмине тоа некако решение и не излегува во пресред од Министерството. Направивме неколку средби во текот на миналата година и иницииравме промена на Законот за земјоделство и рурален развој и веќе е тоа поминато и ево како што и министерот кажа претходно, се очекува за брзо дека ќе има јавен повик за земјоделските задруги со цел да се користат средства од програмата за рурален развој. Тие средства се за зголемување на капацитетите, помош за функционирањето, самото функционирање за земјоделските задруги, зашто вистина ние се соочуваме со тешки проблеми. Секој почеток е тежок, нели? Меѓутоа упорноста мислам дека ќе ни се исплати. За колков број на задруги зборувате? Колкав е тој број кој што сега во моментов го има и што мислите за оваа мерка? Ќе биде ли стимулативна да се зголеми бројот и еве претежно нели младите да бидат тие кои што на пример ќе влезат исто така во задругите, младите земјоделци? Па видите, бројката е некако променлива за земјоделски задруги. Има негде околу 60, мислам дека 65-6 земјоделски задруги, и тоа не сите се активни, знаете. Некои се повеќе активни, некои послабо, па некои не знам, тешко му мисля во самото работа во функционирањето. Меѓутоа има различни начини за помош, така да секоја земјоделска задруга, а ние како Македонска асоциација му стоиме на располагање на сите, ги известуваме, му помагаме. Значи постои тука и помош и од страна на Министерството за земјоделие, сега со овој јавен повик, значи како што го иницииравме ние со промената во Законот за земјоделство и рурален развој, меѓутоа има постојат и други разни начини. Ево имавме 2 проекти преку Европска унија. Пред 3,5 години веќе го имавме еден проект од Европска унија, реализиран преку Care International, и сега повторно имаме преку Македонската асоциација на земјоделски задруги и преку Македонската развојна фондација да препрати уште еден проект, значи сето тоа е помош. И ево апел до сите земјоделски задруги постоечки, меѓутоа и тие што размислуваат во другите региони каде што нема, да се групираат, зашто сега е условот со новиот закон за задруги, условот е само 5 земјоделци да се здружат, да ја формираат.
значи да почнат постапката, процедурата, така да после тоа се надевам дека ќе се зголемува бројот, ќе го видат и останатите земјоделци бенефитот во таа задруга, дека сепак има позитивно придвижување. Мислам дека не одат брзо работите, во секој случај, меѓутоа мислам дека има позитивно подвижување на тие активности. Го прашаше колешката министерот, сметате ли дека здружени во задруга ќе имате посилен отпор кон прекупците кои што всушност еве владае некоја мислење дека ја зголемуваат цената на родот двојно можеби повеќе, а парите одат кај не кај вас? Ние како Македонска асоциација на земјоделски задруги мислам дека за брзо веќе ќе имаме во план да организираме B2B средби со најголемите маркети во нашата држава, така да целта ни е директно нашите производи од земјоделските задруги да ги пласираме во тие маркети. И мислам дека бенефитот ќе биде уште поголем и за директните производители. Ќе се намалат тогаш цените на македонскиот патлиџан, на македонската краставица, на македонската пипека. Па јас се надевам дека ќе се намалат, зашто сепак можеби ќе избегнеме, не знам, еден или два чекори тука од купувачи, прекупци и така натаму, така да тие маржи веројатно ќе бидат помали, така да мислам дека ќе се намалат и ќе можат нашите граѓани од нашата држава да купуваат поевтини производи, меѓутоа и со гаранција, како што претходно реков, со гаранција дека сепак локалното нашето производство мислам дека е посигурно на некој начин, побезбедно. Еве имаме ние сега заштита на географска потекло, ево при крај сме веќе да добиеме решението за заштита на географско потекло на Мариовскиот мед. Сега работиме на тоа, во процедура сме пример на заштита на географско потекло на Пелистерски мед, не знам, на овче полско сирење и така натаму. Први се тие, исто така и костеновиот мед од Струмица, така да ги прави тие чекори за доброто наше. Тука ќе добиеме ние како производители некоја можеби поголема вредност на производите, меѓутоа и потрошувачите ќе бидат сигурни во тоа што ќе набават дека вистина се работи за квалитет, гаранција, за безбедност. Како да ги мотивирате возрастните земјоделци кои што порано немаат добри искуства со земјоделските задруги, да ви се вратат на задругите, а младите да ги привлечете? Што е тоа што го добиваат кога ќе дојдат во задруга? Кои што се предностави? Набројте ги. Па ево како што претходно кажавме, зашто сите се соочуваме со најголемиот проблем, тоа е пласманот на производите. Значи тоа е најголемиот проблем. Со самото зачленување во земјоделски задруги мислиме дека тоа ќе биде на некој начин најдобро, најлесно, најбрзо решено, меѓутоа и имаме и други поволности. Ние во земјоделските задруги самите инпути ги набавуваме, пример репроматеријали за сите членови во земјоделската задруга, а не индивидуално, дали се тоа работи, дали за заштитни средства, за препарати, не знам, саден материјал и така натаму. Така да ќе има поволности, али мислам дека треба сите да размислуваме во тој правец, дека сепак да се здружиме на таков начин, со добри воведени правила во тие земјоделски задруги, мислам дека ќе имаме иднина сите. Дали во Европа за другите добро функционираат? Како се вашите? Да. Па веќе ние 10 години контактираме со земјоделски задруги од Португалија, од Италија, од Шпанија, така да веќе имаме големо сознание и искуство дека таму функционираат на многу добар начин. Ова што ние сега сакаме да го практикуваме, веќе таму се практикува долг период. Уште едно